Еврофан Перистер по 18 години, Колштад прв пат во Лигата на шампионите. Колку емоцијата од значајот на надпреварот е важна и може да биде противник на еден од двата тима во надпреварот во среда? Па токму така, може да биде и пресудна, но може да го направи оној чекор напред каде што може да ти даде некоја посебна сила за да бидеш подобар и посмирен од противникот, за да му зададеш удар и да се радуваш на крајот. Играме против Колштад, една супер јака екипа која негува агресивен и динамичен ракомет. Гостува во Македонија, во ракометниот град Битола, каде што ќе направиме се ние како Еврофан Перистер да му ја отежниме работата и да се представиме во што можно подобро светло. Забележуваме дека и тие во подготвителниот период и на стартот од норвешкото првенство не играат оптимално, како се уште да ја бараат формата. За каков тим се работи со оглед на тоа што имаат импресивни индивидуалци, но и препознати систем на игра? Се работи за тим составен од повеќето норвешки репрезентативци, начело со Сагосен, кој мислам дека е лидер заедно со Роти, со голманското дуо што го имаат норвешко. Имаат исто така искалена агресивна одбрана, каде што ќе треба многу добро да се спремиме тактички, со видеоанализи, да ги пробиеме, но мислам дека ако се оди по планот, имаме шанси да се надигруваме, имаме шанси, мислам дека на крајот да се радуваме. Што ќе им порачате на битолчани, на битолската публика, посебно по минатата сезона во која што Еврофан Перистер не блескаше во Европа, но знаеме дека и многу последни тимови паѓале во битолскиот пекол низ годините наназад. Мислам дека ова е заслужено место во Лигата на шампионите, како шампиони на Македонија после 18 години. Мислам дека треба заедно да се представиме ние на теренот, они на трибината, заедно сплотени како еден, да изгинеме ние на теренот, они на трибината, и мислам дека ќе уживаме и ќе бидеме на светла точка која ќе ја представува Република Македонија и која гордо ќе го представи овој ракометен град Битола.